Добре дојдовте во втората сезона Развојна академија. Јас сум Дороти, основачка на Развојна, и денес зборуваме за тоа кому се наменети системските констелации и како да одберете фасилитатор, кој ќе ве води низ овие длабоки процеси. Оваа метода можеби на изглед изгледа лесно. Местиш фигури, ставаш луѓе, гледаш нешто, раскажуваш, но всушност е длабока, енергетска и психосоцијална интервенција. Оваа метода бара посветеност, бара супервизија, бара искуство и личен интегритет од страна на фасилитаторот. Како што велиме, полето знае, да, полето многу знае, но не секој знае да го чита и не секој знае што да прави со она кој го гледа. Затоа, немојте да одите на констелација кај некој кој нема личен интегритет и искуство. Ако работите со теми од ваше предприемништво, одете кај некој кој има искуство со предприемништво, а не со класични бизниси. Ако работите на теми од партнерство, нека има човекот кој ќе го одберете зрела интегрирана релацијска енергија. Ако имате теми на релација спиритуално практично, проверете дали таа личност може да држи простор и за двете овие теми. Пред се, дали држи простор за овие теми во сопствениот живот. Ова не значи да судиме, ова значи одговорно да бираме. Мојот личен принцип како фасилитаторка е да не се мешам онаму каде што не ми е местото, да бидам јасна кога нешто не ми е познато, да сум свесна за сечија, лична, индивидуална, слободна волја и избори, да водам со почит, љубов и ред. Па така, препорачувам. Пред да закажеш констелација, прашај се себе си, што ти е важно? Прашај се, какво е искуството на фасилитаторот, фасилитаторката? Кој е бекграундот? Што правел пред ова да го прави? Какви се отсликувања, да речеме, имал во реалниот живот? Дали доаѓа од сферите на социохуманистичките науки и има академска, но и пластична пракса? Дали има поминато супервизија? Дали има живо искуство во работа со луѓе? Дали самата има работено на себе си и дали се уште работи? Како тоа го манифестира во својот личен и професионален живот? Дали води без да спасува? Па нема поедноставно. Погледнете го животот на оној кој ќе одберете да ве води, за да можете да одлучите дали таму ќе одите. Констелациите се една од ретките алатки што овозможуваат да се постави нов ред, но ред со почит, со љубов и со слобода, само ако се водат одговорно. Ова не е обична техника кој може да ја научи било кој. За ова пред се треба и длабока интуиција. Ова е патување до вистината, која често се живее со срце, а не со глава. Ајде да видиме кој се може да дојде на системски констелации. Лица кои чувствуваат дека носат товар кој не е нивни. Лица со повторувачки животни образци. Родители кои сакаат да ја прекинат лошата традиција или трансгенерацијското наследство да го оттргнат од плеките на своите деца. Лидери и лидерки кои не можат да разберат зошто им се распаѓаат тимовите или организацијата. Жени кои не можат да зачнат, а нема медицински причини за тоа. Лица кои не знаат што не е во ред, ама чувствуваат одреден тип на тежина. Луѓе кои изгубиле контакт со членови од семејството без објаснување. Луѓе со тешки судбини. Оние кои имаат обичај често да кажат: уште ова ми требаше. Тајни, срамови, смртни случаи, природни неповолности. Што се разрешува преку работа во констелација? Исклучените членови си доаѓаат на свое место. Траумите се видени, признати и интегрирани. Неразрешени настани се ослободуваат
од полето на неразрешености. Образецот на несреќа се прекинува. Енергијата почнува да тече природно. Љубовта станува достапна повторно. Новите генерации се ослободуваат од теретот на системот. Трансгенерацијските трауми се разрешуваат и се прекинува циклусот на неповолности. Митови кои сакам да ги разбиеме во однос на системските констелации. Број 1. Митот дека мора да присуствува целото семејство. Број 2. Мит. Системските констелации се гатање. Не тие не се гатање. Број 3 мит е митот дека не мораш да знаеш однапред за што доаѓаш. Не мораш да знаеш. Мораш да си дозволиш да видиш, да слушнеш, да дознаеш. И митот број 5 може да се работи и онлайн, наспроти митот дека не може, и без физички представници. И може да се работи не само онлайн, туку и индивидуално. Прашање за себе. Ако се прашуваш дали ова е за тебе, прашај се. Дали чувствувам нешто туѓо во мојот живот? Дали повторувам образци кои не ги сакам? Дали сум подготвена да видам што стои за се во ова? Дали ја живеам најдобрата верзија од себе во овој живот? Дали им оставам на своите поколенија трансгенерацијско наследство кое нема да им дозволува да ги живеат сопствените животи, а ќе продолжат да живеат што живееле нашите предци? Дали им давам прочистена, филтрирана верзија од сета семејна и системска лоза на моите чеда? Што ме спречува во ова? Ако си одговориш на едно од овие прашања потврдно или со не знам, тогаш системските констелации се за тебе. Ако оваа епизода те допре, најверојатно системските констелации имаат што да ти кажат. Многу повеќе од обична техника. Ова е патување до вистината и љубовта. Те поканувам да се приклучиш на работилница или индивидуална сесија и да дозволиш твојот систем да ти проговори. Конечно, на јазик кој е добро разбирлив, токму за тебе. Ова е метод за сите кои сакаат да престанат да ја носат приказната на другите и конечно да ја вратат силата назад кај себе си. Јас знам што значи кога душата е уморна. Кога телото вика нешто, но не можеш да го преведеш. Системските метаконстелации се јазикот што ги разбира твојата душа, тело и твојот живот. Благодарам што сте тука и благодарам што сакате да се вратите кај себе. До следната сесија, останете вистински, keep it real, со океанска љубов за највисоко добро. Намасте!